Good evening. This is Peter Vrtkovski on 2NUI-FM 103.7 in Newcastle and Hunter. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата и ваша македонска радиопрограма. Вечерва ќе имате прилика да слушнете најнови соопштенија од Ньюкастел и околината и поважни вести од Македонија. За сите горе наведени редоследни програми со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма овде во Ньюкастел, Австралија, Пеце Вртковски. А сега да ги проследиме и најновите соопштенија. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 7 ноември, е денот за душница. Службата од 9 сатот сабањето. После службата се оди на гробиште за отпевање на упокоените. Недела, 8 ноември, е Свети Велики маченик Димитрие, празникот Митровден. Службата од 9 сатот сабањето. Едно многу важно соопштение. Председателот на нашата македонска православна црква овде во Ньюкастел. Писмото гласи: Генералниот комитет заедно со нашиот свештеник отец Пецо Петровски на нашата македонска заедница од Ньюкастел спрема стратегишки план што се започна пред 1,5 година. Има решено со голем согласност да се вложи капитал во нашата црква Успение на Пресвета Богородица, за да се реновираат многу работи што беа предвидени од претходните управи, ама не исполнати, и исто така и нови идеи од сегашната управа, од средната и од помалата генерација. Генералниот комитет сака да ви извести дека планот за реновирање беше во голема мисла и со голема согласност и со големиот капацитет, можност и искуство на сегашните раководители се решија да се започне програмата за реновирање на нашата сакана црква. Програмата на реновирањето што ќе трае околу 2 години и ќе зависи од паричната донација од нашите македонци од цела наша заедница овде во Ньюкастел. Работите што се во мисла за реновирање се следните. Прво, покривот на црквата е од азбестос, материјал што е неприменливо за телото кога почнува да се рони со време. Овој материјал, поставен пред 50 години, веќе си го помина времето на трајност и мора да се смени со контролиран план и ќе се покрие покривот со ламарини или герамиди. Ова мора да се направи за да не му се остаje проблем на наредните генерации, нашите деца од нашата заедница. Второ, таванот во црквата однатре ќе биде поставено со виткан материјал што ќе му дај голем лик и убав лик и ќе ни овозможи во иднина да се испента со религиски фрески.
Трето, во исто време со новиот таван однатре ќе се постават тркалезни стубови покрај надворешните зидови, што ќе му придонесе многу голема традиционална и православна атмосфера на црковниот храм. Четврто, во таванот ќе се постават низ покривот околу 2 до 3 метра тркалезна купола со мали јамчиња, што ќе придонесе добро свето во храмот на црквата и ќе и дај однадвор добра традиционална лик на православен стил. Петто, боксите каде што се палат свеќите ќе бидат преместени кај влезот на црквата од десната страна со доволен капацитет со фен за тргање на чадот од свеќите. Шесто, клупите што се од страните на зидовите покрај иконите ќе се фатат и ќе се постават нови дрвени клупи со по 5 редици на страна што ќе се пулат директно кон алтарот. Седмо, зидот што го дели храмот и алтарот на црквата што ги покажува иконите се вика иконостас. Овој зид ќе се постави со резбани дрводелија околу иконите на 12 апостоли и сликата на тањата вечера и другите светци и ќе биде во традиционален православен лик. Осмо, големите прозорци во црковниот храм од северната страна ќе се сменат со друго стакло и ако е можно ќе се постават црковни слики на новото стакло. Деветто, подот на црквата во храмот и на влезот ќе се смени со нов карпет или со полишано дрво на повеќе места каде нема карпет или ќе се постават плочки што пасуваат за црквата. Десетто, нов голем еакондишион ќе се постави за да ги замени 4 мали системи за да ни се исчистат зидовите многу поубав изглед. 11. Црквата цела ќе се испента однатре. Ова е многу радосно време за нашата заедница да ги постигнеме овие нови работи за нашата црква што е 50 години стара ова година, за да сите заедно да можеме да се гордееме со новите работи. За повеќе информација околу програмата на реновирање на нашата црква и како што можете да подарите вашата голема сума парична помош, слободно може да се јавите кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај секретаро Ристо Веловски на 0414 296910. Повеќе информации ќе ви се известат во наредните радиопрограми и на Facebook за реновирање на црквата. Еден стар македонски изговор вели: сложни браќа куќа градат. Со Господ напре и со поддршка од сите наши македонци ќе се постигне све за подобрување на нашата заедница овде во Њукастел. Со почит од председателот Сашо Стојчевски и сите членови на Генералниот комитет на нашата македонска заедница од Њукастел. Уште еднаш да ги повториме соопштенијата. Соопштение од свешеникот Пецо Петровски. Сабота, 7 ноември, е денот за душница. Службата од 9 сатот са бајлето. После службата се оди на гробишта за отпевање на упокоените. Недела, 8 ноември, е свети велики маченик Димитрие. Празникот Митровден. Службата од 9 сатот.
da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Jedna ljubav, srce što ja nosiš, ta isto so tebe se moli, za večno da ste kako jedno telo, kade da ste samo napred smelo, gde njeno ke sonce da ne gre, ta sreća, on vas da se sle. Eve pesna, sine moj, pesna za tebe, da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. Da ti kažem, sine moj, koliko te saka tatko tvoj. Eve pesna, sine moj, pesna od srce, ljubav sreća do veka, gordost moja golema. А сега, почитувани слушатели, да слушнем една убава песна од Диме Кулевски Кулето. Песната носи наслов Митро ле Митро. Да ја слушниме.
čuvaš Mitro, tvoj to belo lice. Za kogo čuvaš Mitro, tvoj to belo lice. Čuva me ludo, samo crna zemlja. Aj crna ta zemlja ludo, spovaj neka reči. Aj crna ta zemlja ludo, spovaj neka reči. Daj mi go, mene Mitro, ja se da go ljubam. Ja se da go ljubam, Mitro, spovaj da ti rečam. Ja se da go ljubam, Mitro, spovaj da ti rečam. Ja se da go ljubam, Mitro, spovaj da ti rečam. A crna ta zemlja, Mitro, spovaj ne veli. A crna ta zemlja, Mitro, spovaj ne veli. Mitro, moli crna kao vjerice. Za kogo ja čuvaš Mitro, tvoj ta ramena snaga. Za kogo ja čuvaš Mitro, tvoj ta ramena snaga. Čuvam me ludo, samo crna zemlja. Samo crna zemlja ludo, spovaj da reči. Samo crna zemlja ludo, spovaj da reči. Ja se da ja kršam, Mitro, spovaj da rečam. Ja se da ja kršam, Mitro, spovaj da rečam. Ja se da ja kršam, Mitro, spovaj da ti rečam. A crna ta zemlja, Mitro, spovaj ne mi veli. A crna ta zemlja, Mitro, spovaj ne mi veli. Следува една убава песна од Горан Крстев. Песната носи наслов Кој што љуби, не губи. Да ја слушнеме убавата песна и поздрав до Горан.
krila, ti da videš moja nevesta. Bela ruba, majka ke ti sprema, jaz ke dojdam da te zemam. Zlaten prsten, tebe ke ti dadam, i so tebe jaz ke ostaram. Ej, danes jaz pravam svadba golema, zapejte ja, svadba makedonska, da zaigra lična mlada nevesta i Sonea, moj ta cela rodnina. Neka bijata panite, silno neka svira trubite. Majka stara orotogo vodi i od radost solzi roni. Tatko veli, sinot mi se ženi, neka bidat si te veseli. Ej, danes jaz pravam svadba golema, zapejte ja, svadba makedonska, da zaigra lična mlada nevesta i Sonea, moj ta cela rodnina. Ej, danes jaz pravam svadba golema, zapejte ja, svadba makedonska, da zaigra lična mlada nevesta i Sonea, moj ta cela rodnina. Сега, почитувани слушатели, да слушнеме една убава постара песна од Благоја Груевски. Песната носи наслов Јано Мори Јанинке. Ова е пожелба на нашиот редовен слушател од демихисар Антонио Чкузи. Да ја слушнеме убавата песна од Благоја Груевски.
se gde odev, se gde šetak, po ovoj beli šare sve. Se gde odev, se gde šetak, po ovoj beli šare sve. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Ama kako tebe, bela Jano, ama kako tebe, moja rano, ušte nigde ne najdo. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li skreši me. Dvajca mladi, nese se dogme. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li skreši me. Dvajca mladi, nese se dogme. Da li znaš, da li pamtiš koga bit me kraj radika? Da li znaš, da li pamtiš koga bit me kraj radika? Toga šti mi reče bela Jano, toga šti mi vedi moja rano, neka večno te se ljubi me. Toga šti mi reče bela Jano, toga šti mi vedi moja rano, neka večno ke se ljubi me. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li skreši me. Dvajca mladi, nese se dogme. Jano mori, Janinke, moja mlada fidanke, znaš kade li zgrešim me. Dvajca mladi, nese se dogme. Dvajca mladi, nese se dogme.
Да слушнем една убава песна нова од Дамјан Стојановски заедно со Стојне Николова. Песната носи наслов Заедно да сме. Да ја слушниме. А сега, почитувани слушатели, да проследиме нешто за здравието. Наутро јадам по еден лист чувар куќа. Еве што ми се случи после неколку дена. Чувар на куќа е билка која е најлесна за одржување и за која не треба многу да се грижиме, а таа ни дава многу благодети. Многу луѓе имаат проблем со курје око, но со чуварка на куќата може да го решат овој проблем за брзо време. Луѓето кои имаат курје око имаат и пореметување на функции на другите делови на телото. За да ги решат здравствените проблеми, луѓето одат на лекар, но не знаат дека ова билка може да им помогне. Земете еден лист од чуварка, отстранете ја кожичката и ставете кај окото, а за да не се поместува листот, ставете фластер. Доколку курјето око се наоѓа подлабоко, овој процес мора да го повторите неколку пати, а јадењето листови ги подобрува функциите на телото, го зајакнува имунитетот и ве од инфекции. Доволно е само еден лист дневно. Сок кој го убива ракот, готов само за неколку минути. Како превентива против рак, многумина го консумираат овој магичен сок кој го убива ракот.
Тој на организмот му дава енергија, ја поправа крвната слика и го подига имунитетот. Овој сок многу лесно и едноставно се подготвува. Да видиме. Има само една мана, ако може така да се нарече, не е баш вкусен, но поради неговото влијание на нашиот организам, тоа треба да не го замеруваме. Многумина го пијат без оглед на неговиот вкус, бидејќи им помага и на луѓето кои одат на хемотерапија. Луѓето кои велат овој сок крева од поголеми болести. Потребни состојки се: половина килограм моркови, 1 килограм цвекло, 3 јаболка, 3 портокали, 1 лимон и 1 килограм мед. Пред се потребно е сите состојки добро измејте ги, па потоа заедно измиксите во блендер. Сокот кој ќе го добиете ќе биде во црвена боја. Тој сок ставете го во стаклено шише и чувајте го во фрижидер. Се применува на овај начин: половина чаша од сокот испите наутро пред и појадок, на празен желудок. Пиење доволно вода дневно придонесува за скоро сите телесни функции, вклучувајќи имунитет, регулација и температурата и природна детоксикација. Но, освен дехидрација, може да се случи некој да внесе премногу вода. Прекумерното внесување вода може да доведе до труење со вода. Ова резултира со намалување на концентрацијата на нутриум во крвта. Нутриумот е многу важен електролит кој учествува во регулирање на крвниот притисок. Кога неговата концентрација се намалува, може да се појави срцева и бубрежна инсуфициенција. Ви донесуваме 5 знаци кои покажуваат дека треба да го намалите внесот на вода. Прво, урината ви е чиста. Како што веројатно веќе знаете, првиот знак на дехидратација е темна урина. Од друга страна, ако урината ви е целосно без боња, тоа значи дека веќе сте внеле премногу вода и дека вашето тело само изфрла вода. Не плашете се ако забележите дека урината ви е транспарентна, туку само направете пауза од вода. Постојана посета на тојлето. Во просек, здраво лице оди да јуринира на секој 3 до 4 часа, а што било на тоа најчесто е засе знак дека сте испиле премногу вода. Второ, мускулни грчеви. Поради намалената концентрација на нитриум во крвта и нерамнотежата на електролите, можно е да почувствувате мускулни грчеви и слабост. Внесна вода кога нема жет. Секој сака да биде здрав, а само еден во низата начини за одржување на здравјето и високиот имунитет е хидратацијата. Но, некои луѓе претеруваат со вода, мислејќи дека ќе има корисен ефект врз нивното тело. Ако постојано пиете вода кога не сте жедни, веројатно внесувате премногу вода. Трето, посериозни симптоми. Покрај овие знаци може да има многу посериозни симптоми, како што се главоболка, вртоглавица, гадење, тешки грчеви и најлоши последици може да бидат напади, кома и смрт. Колку вода дневно е доволно да пиете? За најлоши можни последици потребно е да пиете околу 15 литри вода на ден, што ретко се случува кај луѓето. Но, експертите велат дека 4 литри се премногу за скоро сите луѓе. Тие исто така забележуваат дека не постојат правила. Нема специфична количина на вода што треба да ја внесувате во организмот секој ден, бидејќи зависи од возраста, полот, тежината, дневните активности, храната и слично. Многумина од нив забележуваат дека е најдобро и најважно да пиете вода кога чувствувате жед. А сега, почитувани слушатели, да проследиме едно многу важно соопштение. Председателот на нашата македонска православна црква овде во Њукастел. Писмото гласи: Генералниот комитет заедно со нашиот свештеник отец Пецо Петровски на нашата македонска заедница од Њукастел спрема стратегишки план што се
што се започна пред 1,5 година. Има решено со голем согласност да се вложи капитал во нашата црква Успение на Пресвета Богородица, за да се реновираат многу работи што беа предвидени од претходните управи, ама не исполнати, и исто така и нови идеи од сегашната управа, од средната и од помалата генерација. Генералниот комитет сака да ви извести дека планот за реновирање беше во голема мисла и со голема согласност и со големиот капацитет, можност и искуство на сегашните раководители се решија да се започне програмата за реновирање на нашата сакана црква. Програмата на реновирањето што ќе трае околу 2 години и ќе зависи од паричната донација од нашите македонци од цела наша заедница овде во Њукастел. Работите што се во мисла за реновирање се следните. Прво, покривот на црквата е од азбестос, материјал што е неприменливо за телото кога почнува да се рони со време. Овој материјал, поставен пред 50 години, веќе си го помина времето на трајност и мора да се смени со контролиран план и ќе се покрие покривот со ламарини или герамиди. Ова мора да се направи за да не му се остаje проблем на наредните генерации, нашите деца од нашата заедница. Второ, таванот во црквата однатре ќе биде поставено со виткан материјал што ќе му дај голем лик и убав лик и ќе ни овозможи во иднина да се испента со религиски фрески. Трето, во исто време со новиот таван однатре ќе се постават тркалезни стубови покрај надворешните зидови, што ќе му придонесе многу голема традиционална и православна атмосфера на црковниот храм. Четврто, во таванот ќе се постават низ покривот околу 2 до 3 метра тркалезна купола со мали јамчиња што ќе придонесе добро свето во храмот на црквата и ќе и дај однадвор добра традиционална лик на православен стил. Петто, боксите каде што се палат свеќите ќе бидат преместени кај влезот на црквата од десната страна со доволен капацитет со фен за тргање на чадот од свеќите. Шесто, клупите што се од страните на зидовите покрај иконите ќе се фатат и ќе се постават нови дрвени клупи со по 5 редици на страна што ќе се пулат директно кон алтарот. Седмо, зидот што го дели храмот и алтарот на црквата што ги покажува иконите се вика иконостас. Овој зид ќе се постави со резбани дрводелија околу иконите на 12 апостоли и сликата на тањата вечера и другите светци и ќе биде во традиционален православен лик. Осмо, големите прозорци во црковниот храм од северната страна ќе се сменат со друго стакло и ако е можно ќе се постават црковни слики на новото стакло. Деветто, подот на црквата во храмот и на влезот ќе се смени со нов карпет или со полишано дрво на повеќе места каде нема карпет или ќе се постават плочки што пасуваат за црквата. Десетто, нов голем еакондишион ќе се постави за да ги замени 4 мали системи за да ни се исчистат зидовите многу поубав изглед. 11. Црквата цела ќе се испента однатре. Ова е многу радосно време за нашата заедница да ги постигнеме овие нови работи за нашата црква што е 50 години стара ова година, за да сите заедно да можеме да се гордееме со новите работи. За повеќе информација околу програмата на реновирање на нашата црква и како што можете да подарите вашата голема сума парична помош, слободно може да се јавите кај председателот Саше Стојчевски на 0408 490148, исто и кај секретаро Ристо Веловски на 0414 296910.
Повеќе информации ќе ви се известат во наредните радиопрограми и на Facebook за реновирање на црквата. Еден стар македонски изговор вели: сложни браќа куќа градат. Со Господ напре и со поддршка од сите наши македонци ќе се постигне све за подобрување на нашата заедница овде во Нјукастел. Со почит од председателот Сашо Стојчевски и сите членови на Генералниот комитет на нашата македонска заедница од Нјукастел. Уште една соопштенијата. Соопштение од свештеникот Пецо Петровски. Сабота, 7 ноември, е денот за душница. Службата од 9 сатот са баљето. После службата се оди на гробишта за отпевање на упокоените. Недела, 8 ноември, е Свети Велики Маченик Димитрие, празникот Митровден. Службата од 9 сатот са баљето. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната недела во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. На сите ви благодарам што бевте со македонската радиопрограма во изминативе 60 на минути и ви посакувам со нови сили и топла енергија да го дочекате утрешниот ден. You have been listening to the Macedonian program on 2NUFM 103.7 in Newcastle and Hunter. This